Добро утро, почитувани гледачи. Редовен термин за почеток на ново издание на емисијата Фактор здравје, а во неа и нова тема која што утрово ја обработуваме: болка во рамото, причините, симптомите, зачестеноста, дијагнозата, третманот и улогата и важноста на физикалната терапија за ослободување од болката во рамото. На оваа тема разговараме со доктор Атина Панговска, специјалист физијатар. Добро утро и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, добро најдов. Поздрав до гледачите. Најчесто зборуваме за болка во вратот, болка во грбот, во половината, но и рамото како еден од најподвижните зглобови, а во исто време и најчувствителен, како патологија е често застапена кај популацијата. Колку е честа болката во рамото и колку често се жалат луѓето на оваа патологија? Болката во рамото е релативно чест симптом, значи поради кој што се јавуваат пациентите во нашите ординации, бидејќи им го ограничува и движењето и функционирањето на самиот пациент. Многу од секојдневните активности кои што ги вршиме ние пациентите, нели, во текот на денот, бараат комплетна функционалност на овој зглоб, како што се облекување, земање на некој предмет, нели, од шкаф, од повисоко или било како, значи пациентите веднаш се јавуваат во ординација бидејќи едноставно не можат да функционираат. Најразлични возрасти на пациенти се јавуваат, значи од најмладите до најстарите со болка во рамото, а понатаму, нели, дијагнозата и сето тоа е препуштено во нашите раце. Така, и кога веќе ќе се открие и причината така зошто се јавува таа болка во рамото, се применува и соодветен третман, а тука е важна и улогата и на физикалната терапија. Ќе продолжиме со разговорот веднаш по првиот блок реклами. Останете со нас, почитувани гледачи, следете не до самиот крај, повелете, јавете се, поставете прашање за проблемот кој што го имате во моментов врзан со оваа тема, но ќе оставиме простор доколку имате проблеми со вратот, половината, грбот, коленото, да поставите прашање до доктор Атина за да го добиете и вистинскиот совет и препорака. Со доктор Атина Панговска, специјалист физијатар, зборуваме за болка или болки во рамото, бидејќи најразлични можат да бидат причините. Може ли за почеток анатомијата на рамениот зглоб? Рамениот зглоб е еден од најподвижните зглобови во човечкото тело. Нели, се не можеме со латински изрази многу заради гледачите, меѓутоа, нели, имаме зглобување на една сферична површина, која што е релативно плиток зглоб, затоа и често настануваат некои повреди, да кажам, на самиот зглоб. Како и секој зглоб, нели, составен од зглобни структури, тоа е главата на хумерусот, која што, нели, се влегува во една чашка, каде што се зглобува. Понатаму има мускули, лигаменти, тетиви, кои што всушност го стабилизираат зглобот. Предпоставам гледачите ги знаат, познате се како мускули на ротаторна манжетна, тоа се 4 мускули, кои што всушност прават одредена стабилизација на зглобот. И пациентите, значи, во текот на секојдневните активности, буквално во сите правци, значи, прават движење и на тој начин доведуваат до преоптоварување на самиот зглоб ако прават одредени повторувачки движења и слично. Од тој аспект тука, значи, предиспонирани се многу да се јави болка во рамото и одредени професии кои што прават повторувачки движења, како што се молери, чистачки што бричат прозорци, например, каде што има повторувачки движења, или спортисти кои што прават движења кои што се над, каде што ја креваат раката над главата, како што се тенисери, кошаркари, пливачи и слично. Најчесто од спортските повреди се јавува кај нив. Така да, од причините кога ги разгледуваме, секогаш треба да размислиме дека болката во рамото може да биде и некојаш проектирана болка. Главната причина да биде во вратот, меѓутоа пациентот, нели, тие од компресија на корените на нервите, да има болка во рамото и долж целата рака. Така. Ако за коленото велиме дека го трпи товарот на целото тело, така затоа е оптеретено, рамениот зглоб заради постојаните и многу честите движења, така? Да. Само овој зглоб можеме во сите правци да го... Да, има и други зглоби, меѓутоа... Добро, најчесто, да. Да, овој зглоб е стварно, значи, еден од најоптоварените
зглобови во смисла еве ако треба нешто да се поткрене, нели да во тек на секојдневното работење дали ќе се усисува или било што да се работи, значи го буквално е најупотребуван зглоб. Така, ако чувствуваме болка во рамото, тогаш веќе е засегнато движењето и на целата рака, така? Да, често пати кога има болка во рамото, потешкоти чувствуваме во движењето на целата рака. Пациентот чувствува болка во надлактицата, болката може да се шири на кај вратот, некој пат боли и целата рака. Понекогаш може да се чувствува и како некоја утрнатост на раката, меѓутоа зависно нели од степенот на повреда, ако се работи за повреда, тогаш може да има и комплетна слабост на раката, да не може да ја крене, да речеме, до некое ниво. Затоа ние треба први добро анамнестички да испитаме кај пациентот. Болката може да почне сама од себе, некојаш точно го знаеме провоцирачкиот фактор од самиот пациент. Ке ни каже, кренав или потегнав нешто многу тешко и нешто ме сецна нели во рамото и од тогаш почнаа болките. Некојаш болките почнуваат спонтано сами од себе и затоа треба добро значи да го прашаме пациентот од кога е болката, колкав е интензитетот на болката. Значи болката може да биде од најслаба болка која што се јавува еднаш на 2-3 дена до многу силна интензивна болка, каде што пациентот буквално не може да спие на таа страна на раката. Често пати се жалат пациентите дека не може да легне на страната каде што му е болниот зглоб, не може да крене потешко од 100 грама, да речеме. Така да многу е важно значи да ние точно направиме диагноза за понатамошното лекување. Така, ова се дел од симптомите или начинот на кој се манифестира болката во рамото? Или има и нешто друго дополнително? Некој пат пациентите се чувствуваат како топлина, жежење во зглобот, како некое воспаление. Значи причините за болка во рамото можем да ги поделам во некои две групи. Едните се сами значи зглобни причини во самиот зглоб, што ги кажеме површините што се зглобуваат, може да се работи за некој дегенеративен процес, некој калцификат на главата на хумерусот и слично. И многу чести се вонзглобните причини, каде што имаме воспаление на тетивите, лигаментите, обвивките на тетивите, како теносиновити. Понатаму многу е тесен зглобниот простор под акромионот во зглобот, така да тука може да има и приклештување на тетива на мускул. Тоа е познат како импичмент синдром, кој што е пак значи една од тие што ги кажувам како вонзглобни причини. Исто така помеѓу површините на тетивите, каде што има триење на тетивата во тек на сите движења, има бурзи. Тоа се како мали перничиња кои што се исполнети со течност. Често пати настанува воспаление на овие бурзи и тие бурзите се исто така честа причина за болка. Супакромијален бурзит и така натаму, во зависност значи од локацијата на таа бурза си има име. Понатаму со самите повреди имаме повреда на мускулите. Може да има парцијална руптура на мускулите или комплетна руптура на мускулите. Тие што ги кажаме најчесто повредени мускули се мускулите на ротаторната манжетна. Тие се да не ги кажуваме на гледачите, ништо не би им значеле нели латинските имиња. Меѓутоа и самите веќе си знаат дека имаат повреда на некој од тие мускули. Бидејќи имат и отежното движење, тоа ние си го правиме преку наши некои клинички тестови, одредуваме и од прилика знаеме значи за каква повреда се работи, кој што понатамо нели си ја верифицираме, си ја потврдуваме со другите нели тие методи како што се рентген и магнетна резонанца и се што е потребно понатаму. Така, симптомите варираат во зависност од тоа која е причината која што довела до болката во рамото? Да. Симптомите варираат и возраста на пациентите нели е најразлична. Во однос на возраста на пациентите, значи има од најмали до најстари пациенти. Овие спортски повреди што ги кажувам се многу почести кај помладите пациенти, кај повозрастните пациенти се присутни дегенеративните процеси, како и на сите зглобови, како што имаме колено, нели, врат, кичма, исто така и во рамото со тек на возраста настануваат тие дегенеративни процеси, каде што имаме нели појава на калцификати, остеофити, оштетување на зглобната раскавица, што си еден нормален нели процес на старење на зглобот. Тој се јавува на возраст од 40 години па натаму, најчесто.
Меѓутоа може да се јави и порано ако претходно имало некоја повреда или некој провоцирачки фактор. Така. Исчашување на рамото. Тој ли е терминот или зборот? Излагување од така, да. Заради што може да се јави? Дали во детската возраст малку почесто или пак и тука нема ограничување? Во секоја возраст. Меѓутоа, еден од зглобовите кој што најчесто има луксација, односно исчашување, е токму рамениот зглоб. Една причина е она што го кажавме, нели, најподвижен зглоб, меѓутоа и зглобот си, како што кажаве, и приток зглоб во однос на зглобување на зглобните површини, а исто така зглобот има и слаби места, ги викаме, и тоа се тие места каде што најчесто излегува, значи, главата на хумерусот, и често пати има потреба, нели, за некој пат пациентот сам си го враќа рамото, меѓутоа често пати има потреба за болничко третирање, односно болнички да се направи една репозиција, односно да се врати едноставно на самото место. Сериозно ли е доколку почесто се повторува? Таквата состојба? Да, сериозно е. Прво е многу болно. Значи, во моментот кој ќе настане луксацијата, односно исчашувањето, тоа е страшна болка. Значи, буквално до солзи пациентите имаат болка. Со самото враќање, значи, веќе се губи болката. Сега, кога настанува исчашување на самиот зглоб, тогаш се повредуваат истовремено, значи, и одредени овие мекоткивни структури, што ги кажав, тетива, лигамент, мускул, се повредува, бидејќи, нели, автоматски да речеме, главата ги потегнува сите тие припои што се на мускули на самата коска, така. Сега, работата е што ако имаме хабитуални луксации, односно тоа се повторувачки луксации, ако е веќе 3-4 пати, тие ги нарекуваме хабитуални луксации, тогаш веќе има потреба од консултација со ортопедски хирург, да се направи некакво, да кажем, појачување на зглобот, тоа се прави хируршки. Меѓутоа, тоа, нели, нашите колеги се одредуваат какви техники што ќе применат, меѓутоа тогаш бара веќе хируршка интервенција за да, нели, пациентот едноставно има некој нормален начин на живот, бидејќи може и само при облекување на јакна или на капу да настане исчашување, што веќе на пациентот му го ограничува секојдневното живење и функционирање. Пациентот ќе биде во постојан страв дека, нели, сега ако, нели, земам каде и да било може да се случи тоа, така? При најобични движења може веќе кај тие хабитуални луксации да настане исчашување, меѓутоа и тоа има начин на кој што би можело да се медицински реши. Така. И сега, некогаш благата болка или нешто кога ќе почувствуваме како промена, не и придаваме големо значење уште во моментот. Кога треба да побараме лекарска помош при каков интензитет на болката или да не оставаме воопшто тоа да трае долго време? Па кај многу мала болка најчесто пациентите и сами ќе се напијат некое апче и ќе помине. И никој не се јавува при првата болка веднаш на лекарка и намачка некој гел, нели, и слично. Меѓутоа, кога болката трае повеќе од една недела, веќе пациентите се јавуваат на лекар. Сега, начинот на лекување зависи од нас докторите, така? Како изгледа и самиот клинички преглед? Со што се почнува првично? Првина е најважна анамнезата, значи она што го кажав. Ако е пациентот повреден, механизмот на повреда, нели, имаме случаи каде што има силна болка, нели, мора да исклучиме при пат, ако е слично, да исклучиме да не е некоја скршеница или фрактура. Така да, први треба да го добро прегледаме, да ги испитаме движењата во зглобот, нели, колку може да, често пати имаат многу големи ограничувања, раката не може да ја крене воопшто, не може да направи внатрешна ротација, нели, сите тие движења. Понатаму ќе треба да го испратиме барем на еден рентген. Тој ни дава горе-доле некоја, нели, ориентација. Следна некоја метода е магнетна резонанца. На магнетната резонанца многу подобро ги визуализираме овие меки структури, што ги кажам, значи тетиви, лигаменти, мускулите, ако сакаме да видиме руптурата на мускулот, точно каде е позиционирана и колкава е таа руптура. Понатаму исто така добра диагностичка метода е и еходиагностиката. Нели, едно ехо на зглобот, кое што многу добро исто така ни дава визуализација. Нешто можеме подобро да видиме со магнетна резонанца, нешто подобро со ултразвук. Меѓутоа, кога, нели, не е до крај се комплетно видено, ги правиме сите можни диагностички методи. Понатаму може да се направи по потреба, ако процени докторот, и компјутерска томографија, и генерално ќе имаме, значи,
слика што се случува кај пациентот и како да почнеме да го лекуваме. Така. Ако видиме дека има некој калцификат, нели, тогаш ќе знаеме дека тоа е уствари калцификатот што прави иритација на тетивата на секое движење, кој што прави воспаление, кој што им прави хронична болка. Калцификатот може да биде, што кажа, во зглобот, значи да речеме на хумерусот, најчесто е на туберкуломајос, на едно испакнување што е, или може да биде и во самата тетива да се јават калцификати како калцифицирачки тендинит. Тоа е многу честа состојба, бидејќи некаква повреда на тетивата, нели можеби и неприметена, можеби и пациентот да дава податок дека имало повреда, на местото кај што е повредена тетивата, после тоа таму се таложи калциум и настануваат тие калцификати кои што понатаму навистина им прават проблем на пациентите. А во моментот дека тие се таложат, чувствуваат некаков симптом, не, некаква промена? Тоа не се чувствува, така? се чувствува, меѓутоа, кога веќе ќе настане калцификатот, тогаш веќе навистина им прави проблем и понатаму, значи, наше како ќе почнеме да го лекуваме. Во принцип, најдобро е да се почне да се лекува, нели, она што кажаме, медикаментозно пробуваме, да му дадеме некој лек од групата на нестероидни антиинфламаторни лекови. Нели, пациентот ќе го испрашаме добро дали има алергија на некој лек и слично. После тоа ќе му дадеме локално примена на некој гел, дали ќе биде тоа пак некој гел што лади, некој гел што има нестероиден антиинфламаторен лек во него, и кога е многу силна, нели, акутна болка, препорачување за мирување. Пациентот, значи, што помалку да го користи зглобот, некој пат има потреба дури да се имобилизира во митела зглобот, за едноставно тоа ќе го спречи да не го користи рамото. Понатаму, ако не поминува со ова, да кажам, терапија која што е медикаментозна, тогаш почнуваме и со физикална терапија. Од физикалната терапија може да се користат буквално сите модалитети, почнувајќи од ултразвукот, понатаму електротерапијата, тоа се проценка на самиот физијатар на прегледот. Тука мораме да земеме во обзир пред да ги одредиме, значи, на нашата физикална терапија, треба да видиме пациентот дали има и коморбидитети, односно дали пациентот има и други заболувања, дали ќе бидат срцеви, малигни, инфективни некои заболувања и слично. Тоа ни е многу важно, значи на пациентот пред се да му помогнеме, а да не му наштетиме. Понатаму може да се користи магнетот како терапија, магнетотерапија, ласеротерапијата може исто така да се користи, од електротерапијата, значи сите што ги кажав, тенсот, интерферентните струи, можеме да дадеме електрофореза со некој лек, диадинамикот, значи се може да користиме. Исто така од поновите методи може да се користат како текар терапијата, понатаму кај калцификати многу широко употребувана метода е шок-вейв терапијата. Или тоа се оние шилци, така народски познати како шилци во рамото. Како што викаат пациентите, се разбиваат шилците. Да. Значи тоа е шок-вейв терапија, која што е терапија, нели, со ударни бранови. Меѓутоа не можеме ние се од ова што го кажав да употребиме, значи си проценува самиот физијатар на прегледот. Така според пациентот, да. Да, пациентот, причината на болката во рамото и возраста на пациентот, значи се земаме во обзир, посебно спортистите, тие сакаат веднаш да се вратат на теренот, значи што побрзо да им помине болката, меѓутоа секогаш им кажуваме кога е препорачано да почнат повторно со спортските активности. Значи најважно е да се обратат на специјалист, доктор кој што ќе одреди точната дијагноза, ќе има правилно лекување и да ги слушаат сите совети што им ги даваме. Така, да. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот, останете со нас. И веднаш по рекламите да ги вклучиме и двајцата гледачи кои што чекаат да го постават прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? И дали сте се уште на линија? Да, ајде да се обидеме и со следниот гледач. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата, поздрав до гостинката. Ви благодариме. Сакам да прашам, јас имам некои мали болки
во десното рамо, така да мачкам со некоја крема, која ми ги намалува болките. Не ми се некои јаки болки. Дали може некоја на база нивно искуство да ми препорача некои креми кои да пробам со тие. Да. Добро, во ред, ви благодариме за јавувањето. Важно ли е и каква крема ќе се користи? Па кремата... Има нели што ладат, има што загреваат. Во која ситуација која да се користи? Кај акутните болки даваме креми што ладат. Сега имиња претпоставам не може да кажуваме, меѓутоа гелови што ладат, што содржа во нив ментол, еукалиптус и слични некои состојки. Кремите што греат се дават обично кај хронична болка, каде што најчесто причина е дегенеративно заболување, она што кажеме артроза на зглобот. Да. Меѓутоа може да користат и болки и креми или гелови кои што содржат и активна супстанца, значи некој медикамент, најчесто тоа е ибупрофенот, кој што го ставаат во геловите, значи мачкаме истовремено локално применуваме нестероиден антиинфламаторен лек. Меѓутоа некој пат пациентите ставаат и многу топло, перничиња, не знам, загреани кебиња и слично. Затоа ако има некакво воспаление или некој тендинит или нешто, тогаш топлината не прија на тој тип на болка. Затоа подобро да се консултираат со доктор кој што ќе ги прегледа и точно ќе им одреди. Не значи дека како што кажуваат на комшика ти помогнало, мора и мене да ми помогне. Значи секој пациент треба индивидуален пристап, индивидуално да се прегледа и да се одреди точно што ќе пие, што ќе мачка. Така да. Не знаеме дали гледачот бил и направил некаква проверка и самиот рече не е некоја страшна болка, така се смирува со одредени креми, ама ако тоа долго време трае, така треба сепак да се консултира, бидејќи лекарот најдобриот третман ќе го препорача. Да, ако трае повеќе од 2 недели, би му препорачала да се консултира, нели, барем еден разговор да направи со докторот, бидејќи кој ќе биде поголема болката понатаму, поголем интензитет, потешко и се лекува. Треба да бидат свесни пациентите, нели, колку е поголема болката и колку подолго ја трпа, тогаш подолго ни трае лекувањето на пациентот. Така да. Дали го имаме и следниот гледач на линија, да се обидеме уште еднаш. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете, во програма сте. Во програма? Да. Прашаме ова докторка да малку покасно се вклучи во емисија за болки во рамото. Јас имам многу големи болки во рамото, во десното, отпаѓање ми е тоа и некоја повреда ли е, што е, како е. И сега да прашам кај е центарот, не знам сега покасно се вклучи кај докторката, дали терапија кај прави, што прави за да се информираме, дали може да како да дојдеме до неј. Така, може да го оставите и вашиот телефонски број, па ние ќе го дадеме на докторатина, па дополнително ќе се слушнете по емисијата, ќе се консултирате за да можете да го направите прегледот, бидејќи гледачот веќе го има проблемот. Да, дава податок за повреда. Сега треба да видиме какви снимања се направени при повредата, кога била, пред колку време била повредата и се така да нека дојде, значи ќе се договориме кога да дојде во ординацијата. Така, да. Ќе направиме консултација. Да докомплетираме оној дел во поглед на терапијата. Остануваат и други опции и модалитети така во третманот на болното рамо. Ако не помогне во физикалната што ја кажувавме терапија, тогаш значи следно што може да направиме е апликација на интраартикуларна инекција. Тоа е инекција која што се аплицира директно во рамениот зглоб. Има неколку видови интраартикуларни инекции. Едно е апликација на кортикостероид и многу добри ефекти има кај акутните болки во рамото, значи по апликацијата на кортикостероид навистина имаме сигнификантно, значително подобрување на состојбата. Следно што може да се аплицира, посебно кога овие повреди што ги кажав, нели, руптури на тетива, мускул и слично, тоа е апликацијата на PRP-то. PRP се инекции кои што се изработуваат од крвта на самиот пациент. Тоа е кратенка од плейтелет рич плазма, значи плазма обогатена со активни тромбоцити, да кажем, тоа се сепарира во специјална центрифуга која што се наменета за таа работа и најчесто ја аплицираат нашите колеги од ортопедија, значи тоа е PRP третманот. И следно нешто што може да се аплицира, тоа се инекции на хиалуронска киселина.
Тоа се вискосуплементи кои што се аплицира во зглобот, тие помагаат посебно кај хроничните дегенеративни овие што ги кажав заболувања, нели прави некое подмачкување на зглобните површини и нели хиалуронската киселина добра и за зглобната раскавица и слично. Кој тип на интраартикуларна инекција ќе се аплицира, си проценува нели самиот доктор врз основа на сите снимки, прегледот, механизмот на повреда или дали имало повреда, немало и слично. Ако и ова не помогне, значи, или ако има одредени состојби кои што на магнетот ќе прикажа, да речеме, комплетна руптура на мускул или комплетно нели скината тетива и слично, тогаш нели се оди кон хирургијата. Може да се направи артроскопска интервенција на рамото или она класична нели хирургија. Артроскопската нели гледаме повеќе да примени бидејќи е понеинвазивна хирургија. Некои пати ако не можеме да додиагностицираме, истовремено и диагностичка и терапевтска метода артроскопијата, така да се влегува нели со камера во самиот зглоб. Сите мали интервенции може да се решат на овој начин. Ака и поголеми повреди или ако смета хирургот дека има потреба, тога се прави она класична нели отворена хирургија, која што сепак на крајот го решава проблемот на пациентот. Сега постоперативно кај овие пациенти повторно е потребна физикалната терапија за да се врати функционалноста на зглобот, да се намали болката, отокот нели постоперативно, да се врати на што ни е најважно, значи нормалниот обем на движење во зглобот, да не биде подига пациентот раката до некаде, едноставно да го вратиме комплетно во активностите од секојдневниот живот, како што било претходно. Да. Имаме време само за уште едно јавување и прашање, да го слушнеме гледачот. Повелете, добро утро. Добро утро на вас и на вашата гостинка. Ви благодариме. Баш тоа што го каза последното докторката, боцкање во рамо, јас имам направено пред 7 години. Многу имав болки, тоа се вика, мислам ако не грешам, не сум лекар, блокада. Меѓутоа, сега пред неколку месеци поново ми се јави болки, кои ќе ја подигнам раката за да земам нешто на брзина, ќе ви кажам, ме боли не само раката, туку и мускулот. Дали треба да се јавам па за блокада, за инекција да ме боцнат или нешто физикално не ми препорачуваат. Имам прилипување на срцето 4 на 4 места или да применувам некоја друга терапија. Ви благодарам. Ви благодариме и ние вам. Само ќе може така кратко, ама барем суштината така да ја упатиме како совет до гледачката. Точно, тоа апликацијата на кортикостероид блокада викаат пациентите. Сега и ние ја викам исто некојаш, нели? Сега пациентката малце неблагодарно да кажам се дали одма ќе треба да прими блокада или не, мора да се види првим пациентот што е провоцирало таа болка, бидејќи кажува дека има болка и во мускулот, значи треба да го земеме во обзир и она што го кажав да не е па причината во вратот, па болката оди во долж целата рака. Така да можеби ќе треба повторна снимка да се направи, сепак поминале 7 години. Затоа и реков, нели... Ама во тие 7 години така состојбата била добра, како што кажа. Состојбата била добра, затоа и реков, добро треба да го прашаме пациентот за други болести, пациентката како што рече има некои кардиолошки заболувања, така да кај нејзе еве контраиндицирана ни е физикална терапија. Затоа ќе треба да се јави или кај физијатар или кај ортопед, па ќе одредиме понатаму како ќе се лекува. Така, но да се најде соодветниот третман за да се ослободи од болката која што ја чувствува. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам на поканата, поздрав на гледачите. Благодарност и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.